Нарбетот е столб на вашиот живот. И денешната тема на разговор со професор доктор Јордан Сависки, шеф на спинален центар од Аџибадем Систина. Добре дојдовте на програмата на Тера телевизија. Благодарам. Добре ве најдов. Инаку со ова место мене ме врзува моите гимназиски денови. Тука завршив гимназија, потоа студирав медицина и хирургија. Еве после толку години се наоѓам овде да прегледам некој пациент. Ако го видите списокот што завршив, заправо од 10-8 се со проблематика на нарбето, што значи таа патологија доста често меѓу луѓето. Кои се најчестите проблеми? Проблемите со нарбетот се најчесто дегенеративни. Дискуси, така наречен low back pain, понатаму повреди има доста, инфекции, тумори, деформитети во дечка возраст, затоа што искривување има на репетитниот столб, и во возрастни години, каде што исто постои искривување и то дегенеративно, кое е врзано со начин на живење, со возраст. Понатаму остеопорозата е огромна, поготово во женскиот пол, која после секоја жена после менопауза би требало да приме некаква протекција за да не дојде до тие дегенеративни промени. Колку можат проблемите на рбетот да го направат животот комплициран на еден човек? Повредите, не само повредите, него воопшто целата патологија на рбетот може да го направат животот не комплициран, него неснослив. Поготово тие кои се врзани со невролошки испади, таквите пациенти се врзани за друг човек, за туѓа нега, тие се парализирани, ако се зафатени високите сегменти раце и нозе, ако се подолните сегменти нозе, така да не е во можност да ја обавува и своите физиолошки потреби, и таквите пациенти представуваат катастрофа за себе, за своето семејство, за државата пошироко и на широко во светот. Милиони има такви пациенти кои навистина животот го прават пекол. Во Аџибадем Систина постои спинален центар каде пациентите ги враќате во активен живот без болка. Што значи тоа конкретно? Секако во Аџибадем Систина спинален центар го водам јас, затоа што имаме огромно искуство. 6 години во Аџибадем Систина, меѓутоа тамо дојдов како готов спинален хирург од јавното здравство, каде што растев и пораснав како хирург тамо. Аџибадем Систина во моментов има све што е потребно за да се реши секоја патологија од спиналната патологија. Значи, да почнем со и најмалите деца и адолесцентни деца, мислам во покасниот период, каде што најчести се деформитетите на рбетниот столб, така наречени сколиози, каде што рбетот се криви во страна или пак напред-назад, тие ги викаме кифозија, овие во страна како сколиози. Значи, тие пациенти може да се оперират и се оперират во Аџибадем Систина. Понатаму повредите, без разлика каков пристап бара, дали е напред или позади, или комбиниран, исто така, со успех ги работиме. Понатаму дегенеративните деформитети, кај постарите луѓе, остеопорозата се лекува по конзервативен пат, меѓутоа се лекува и по оперативен пат со апликација на цемент, бидејќи кога пршленот ослаби ради остеопороза, во тој случај тоа колабира, полека се смалува и се јавуваат болки. Значи, Аџибадем Систина е спремна и со тим, и со опрема, да сето тоа го прави преку кожа, така наречена перкутана. Пер значи низ, кутис кожа, без отварање. Некогаш сето тоа го правиме со широки отварања, сега нема потреба, затоа е за пола сат се убризгува цемент кој се стврднува и тие пршлени покасно се појаки од другите пршлени. И обично кога дојде до некоја фрактура, обично се јавува на другите, а не на нив. Болките се губат веднаш. На крај лекуваме инфекција, дали е тоа гнојава инфекција, пиогена од бактерии или туберкулозна инфекција, и на крај сите видови на тумори,
примарни, кои се многу поретки, и секундарни, метастатски, каде што арбетниот столб, како столб на телото, е сакано гнездо на метастазите. Метастаза значи да се расшири од едно место, например дојка, во арбетниот столб, штитна жлезда во арбетниот столб, бели дробови во арбетниот столб. Значи тие се на трето место спиналниот столб. На прво место се црниот дроб и белите дробови, на трето место се. Така да од сите страни и физиолошки тоа е столб, вижда, нажалост е место каде што е подлежен на сите овие патологии кои пред малце ги набравив. Кои се причините поради кои што, например, имаме искривување на хрбетот? Пример, дали до тоа дополнително доведува и носењето на тешки торби на учениците во школските клуби? Значи, причините се разнообразни. Од тие кои децата се раѓаат со конгенитални малформации, преку идиопатски сколиози. Идиопатска не е позната во што е причината, а детето е искривено. Нема никаков субстрат, али сепак детето има или сколиоза или кифоза. Сега, ако мало се почепка во фамилија, ќе се најди некој таков, најверојатно некоја дамка на хромозомите. Значи, генетски генерирана. И то точно не се знае, а тие се најчести идиопатските. Понатаму, ова што кажавте со ранецов, или ова што кажав, ја ќе кажам сега, дека седење пред компјутерот и iPod и цело време децата почнуваат булјат во... Веќе ние имаме компјутерска генерација. Денес на дете може да личи арбетниот столб на оние постарите, затоа што начинот на живење се смена. Се помалку се на улица, децата, се помалку се во дворовите на физичко воспитување, се повеќе има 300 игри, те фейсбукови, така да цело време булјат и велам јас дека веќе се роди и компјутерска генерација. Кога јас студирав, излегува телевизорите, па тогаш имаше генерација на четвртасти ости, Square Eyes, дали? Сега дојде компјутер и имаме компјутерска генерација со ова патологија. Так, кај повозрастните работиме често во канцеларија, во се, колку има удел, колку може на стара возраст да дојде до искривување на рбетот, или пак кај повозрастните е застапена почесто спондилоза? Значи, спондилозата е сето тоа кај старите е дегенеративна болест, меѓутоа начинот на живење и начинот на исхрана, физичка активност, сите тие се фактори кои донесуваат до нивно до појавување. Што значи дегенеративно искривување? Па овој пред малце што излезе од врата беше едно време познат ракометар, Кандусот познат, кој играше ракомет со Пелистер, даваше голови. И то денес ми дојде со малце тресење на раце, ние сме школски другари, ја заврши гимназија тука, во Јосип Броз Тито. Значи, тој живот и овој живот се понатаму кој продолжил, се различни. На тој начин, со арбетниот столб, со таков начин на живење, постепено разраснува коскено ткиво. Коскено ткиво кое ги надоболнува, например, кривењето го поддржува со екстра ткиво. Тоа ткиво почнува да ги деформира зглобчињата кои ние ги викаме фасети. Тие не се веќе гладки, фини да се зглобат, него тие се веќе тапи искривени и почнуваат прашлените меѓу себе да клизат, да лизгаат, кои викаме ние спондилолистезис. Почнуваат да појавуваат некои шилци, од остеофити латински ги викаме, кои вие и самите рековте спондилоза. Тоа е тоа спондилоза. Сето таа патологија заедно се вика дегенеративна променета кичма. И сега нормално тие екстра маси од арбетниот столб фаќаат место во околината, а околината е нервни корени, нервни мозок, овојници и арбетниот мозок. Како тие навлегуваат во околината, така почнуваат да сметат на нивната функција, затоа што се екстра маса, притискат, а да не речем за дискот кој во постари години, онај обрач кој го чува заробен за да ја врши својата физиолошка функција, да види еластичен арбетниот столб, со текот на дегенерација
на некое место ќе пукне, излегува таа пифтијаста маса надвор, а надвор има нервни корени, нервете мозок. Притисок на нив, пореметена функција. Од обични трнења и чувство дека нешто лази по нозете, преку тапоз, преку тоа што во кујна панала нели пајнците, да кажем, по битолски, па се скркшат. Некои предмети паѓаат од рацете без да сакаш и на крај постепено, нажалост, почнува да има и невролошки испади. Стопалото паднало, ногата ја влечка, пореметено од значи една разнообразна клиничка слика на невролошки испади кои се сите тие деформитети, лизгања, пршлените, невролошки испади, индикации за хируршки, односно оперативен третман. Дали има, например, целосно опоравување веќе децата, пошто се искривен рветниот столб, дали може третманот, подолго лекување да дојде до нормален рвет? За среќа, патологијава поминува до 60%, не манифестира ништо. Значи подмуква, не дава знаци. Меѓутоа, кога веќе ќе даде знаци, треба да се фатат првите фази и нема нешто што не може да се исправи. Нема нешто во спиналната хирургија што не обезбедува нормална околина на нервните елементи. Всушност, моќта на хирургот е, ако има гној и има туберкулоза, тоа го отстрани, го испрли, го исчисти. Ако има искривена кичма, по пат на ослободување, по пат на фиксација со разни видови на имплантати, има шрафови, шипки, на некој места се прави компресија, на другото место дистракција и на тој начин полека се исправува рветниот столб. Денес има така наречени магнети шипки, каде што магнетната шипка со од надвор инструментче го прати растот на детето. Затоа што ако се оперира на дете на 8 години, има право да порасте уште многу сантиметри до 15 до 18 кога завршува растот, после тоа не се расти, нели? И на тој начин има магнетни шипки кои го пратат растот на детето. Бидејќи порано на секоја година ќе можеше да се направи некој мало ревче, да се направи некоја дистракција за разлекување, да го пратиме растот заедно со самите шипки. Понатаму кај повредите, комплетна реконструкција, комплетно отстранување на све она што притиска на рветниот мозок. Понатаму на тоа место реконструкција во смисол на апликација на коскен графт, некогаш сега се повеќе има имплантати титаниумски, така наречени вештачки, да кажем, пршлени, и целта е да на рветниот мозок му се направи средина во кој тој пред тоа живел и дишал за нормална функција и за нормални радости во животот. Таму каде што веќе има комплетни невролошки испади, нажалост тие пациенти цел живот ќе трзаат по своите животни желби со разни помагала од штаки, патерици. Ваш совет до граѓаните како да се заштитиме од овие сите болести? Па прво правилен живот, односно денес синоќа седев на маса со мојот внук кој зема фаст фуд, па го карав и кава, не, она погледај го на другиот тањер, тој е полн со салати, со овоштие, со поврече, со ово и со. Таа брза храна генерира многу болести. Второ, значи права храна, физичка активност, значи да децата играат по игралишта, на улица, по паркови, за да не понатаму секакво забележување на било какво искривување не треба да чека до школските години, уште порано, затоа што кога дојде пациентот во право време, може и со конзервативен начин да се тоа третира, да не дојде до хируршка интервенција. Пратењето е на кривината обично до 40-45 степен се толерира. Ќе заврши растот, после нема кривење. После тоа генерира проблеми кои со дегенеративната кичма, меѓутоа кривењето завршува. Значи да се интервенира на време. Денес спиналната хирургија достигнала високи врвови. Денес спиналната хирургија се повеќе се прави со минимални пристапи, затоа што апаратурата е совршена. Ако некогаш се плашеме кај ќе ставиме шраф, денес го гледаме под рентген, а понекогаш и без рентген го пронаоѓаме правото место. Инаку
Баджи Бадем Систина ги поседува севкупната апаратура што е потребна, од обичен реген преку компјутерска томографија, преку магнетна резонанца, преку што може да се добијат сите информации за сите структури. Ви благодарам за гостувањето на програмата на Тера телевизија. Се гледаме во наредна прилика. Благодарам.